Во текот на денот семејствата на преживеаните стоеа пред вратите на болницата и чекаа вести за нив. Тие беа повикани во групи да го посетат одделението за хируршка интензивна нега. Во болницата за хирургија Свети Наум Охридски во Скопје се лекуваат 29 пациенти на возраст од 17 до 45 години. На интензивна нега се 7 пациенти, од кои 2 се на респиратор за вештачко дишење. Според директорот Невојша Настов, нивото на изгореници кај некои пациенти достигнува и до 60%. Според него, состојбата на повредените од изгореници се менува од час во час. Настов рече дека во болницата Свети Наум Охридски 4 пациенти се транспортирани во странство во Бугарија и Србија, а вечерва се очекува уште 20 да заминат од оваа болница за Турција. Првата тура се 20 пациенти кои што беа зависни од респираторна поддршка, значи беа на апарати, значи оние со авионски превоз се транспортирани во Софија, во Пирогов болницата, каде што имаат специјализиран оддел за третман на изгореници и тоа поекстензивни изгореници. Втората група на пациенти кои што сега пред малку ја напуштија болницата е во договор со владата на Србија, значи се транспортирани едниот пациент во Ниш, во војната болница во Ниш, а пациентката ќе се транспортира по претходен договор во војната болница во Белград. Каква состојба се останатите пациенти? Сега за сега се стабилни, значи имаме во моментот уште еден пациент кој што е на респиратор, кој што исто така го спремаме за транспорт најверојатно во Турција и уште еден пациент заедно со него. За останатите пациенти, од кои повеќето имаат рани на главата, вратот и лицето, кои според лекарите настанале од задушување со вдишување гасови и чад, не можат да бидат опасни по живот. Претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова дојде во посета на преживеаните и нивните семејства. Таа им изрази сочувство на семејствата и рече дека ќе излечеме животна лекција, подсетувајќи дека ова не е прв случај кај нас со жртви од пожар. Страшно. Знам дека се тоа млади, храбри луѓе. Верувам дека повеќето од нив ќе се спасат, лекарите се тука, ќе научат една лекција во животот. Не можам да сватам како е можно ова да се случи. Тоа е нешто што мора оде напред да се предвиди. Бидејќи не е прв пат да сме се соочили со вакво нешто. Никогаш да не се повтори, да преживеат. Од Министерството за здравство велат дека добиле повици да им помогнат од други земји од Европската Унија. Во меѓувреме, Министерството за образование стави на располагање студентски капацитети во Скопје за членовите на семејствата кои чекаат пред вратите на болницата, за да не се враќаат вечерва во кучани. На помош на семејствата со лекови, пијалаци и храна им помогна и екипи на Црвениот крст и хуманитарни здруженија. Но тие остануваат речиси недопрени, бидејќи членовите на семејствата се молат за опстанок на нивните најблиски, кои се борат за живот во оваа болница.